Во нашето студио е колешката Лидија Димова, директорката на Агенцијата за европски програми и мобилност. Ова секогаш погодив ли овој пат? Не, како европска... Значи, Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. Добро, образовни пропуштив, така. И ви благодарам што го сгрешивте, затоа што ова е повод со почетокот на 2020 да најавам дека во работната програма на Националната агенција имам предвидено ребрендирање, затоа што навистина абсурдно е токав наслов. Навистина, јас неколку пати разговараме, никогаш не успеам да се сетам, дури запишав Национална агенција за европски образовни програми и мобилност. Да. Лидија, што значи тоа во суштина? 2020 година ве чека после успешно завршена 2019. Мислам дека прилично бевте присутни во јавноста, не знам какви ви се ефектите од работата, меѓутоа завртивте една активност во која се виде дека постојат и материјални можности, поддршки за разни програми кои што се однесуваат пред се на образовните активности. Како сте задоволни од 2019 за да поминеме на оваа година наредна? 2019 за нас беше исклучително напорна година, меѓутоа беше токму од тие причини напорна, затоа што пред се раководевме од фактот дека не очекува една нова 7-годишна финансиска перспектива на Европската Унија, каде што минимум се зборува за минимум удвојување на средствата, а на барање на Европскиот парламент може евентуално се случи и тројно повеќе средства. Тоа само покажува колку е важна образовната мобилност во Европската Унија за разлика можеби дури од нашите состојби. Точно така, значи клучното е образовната мобилност, односно така наречената интернационализација, која за жал кај нас воопште ја немаше како поим. Ние меѓу другото и оваа година ја отворивме и таа тема, и то заеднички со Министерството за образование и наука, и решивме дека во 2020 една од работите што ќе ја правиме заеднички е ќе направиме национална стратегија за интернационализација. Подготвени ли сме ние да потрошиме толкави пари доколку ги добиеме, се разбира, во однос на тоа како досега се искуствата? Значи вака, искористеноста во Националната агенција е поприлично добра. Значи 96% од средствата се абсорбираат благовремено, навремено. Значи таа е добрата вест. Меѓутоа, кога ги направивме истражувањата, соодветните истражувања, јас барав од надвор некој да ги направи истражувањата, дојдовме до некои констатации кои што практично ни покажаа ризици. Зошто? Факт е дека се зголемуваат средствата од година во година, меѓутоа се зголемуваат во смисла на колку тежи грантот што го делиме, а не корисниците. Односно, ако грантот просечен лани бил 40.000 евра, годинава просечниот грант ќе биде 120.000 евра. Меѓутоа, бројот на корисниците останува ист. Тоа значи дека практично ние во општеството немаме доволно капацитет за да може да се абсорбираат повеќе средства. Што подразбира? Тие пари се трошат за стипендии, за проекти, за мобилност. Значи мобилност значи целта на програмите на Европската комисија е да ги натера државите членки меѓу себе да соработуваат, затоа што сепак образованието и понатаму останува надлежност на државите членки. Значи не е надлежност на Европската комисија. И затоа тие стават на располагање на купче на пари, во кој што им викаат на државите, вие соработувајте, ние ќе го поттикнеме, ќе го поддржиме тоа соодветно со одредени средства. И целта е повеќе држави да седнат, да направат некои заеднички програми за да можат понатаму да соработуваат, а најчесто и со мобилност и поврзано, тоа значи дека учениците ќе можат да споминат одреден период во некоја друга држава. Па затоа велам стипендии, на крајот на краиштата тие пари се трошат барем дел од нив и на тој вид на престој. Да, ма малку поинаку оди тоа, не е во вид на стипендија. Начинот на кој што се трошат средствата е поприлично едноставно и неспоредливо во однос на било кој други европски фонд. Што значи кој конкурира за тие средства? Училиштата. Значи тие се главните стожери на кои што практично се даваат и средствата. И тие треба да бидат стожерите практично. Програмата дозволува така наречени интермедиари, посредници. Меѓутоа тие посредници се тука повеќе заради тоа што има во Европската Унија држави, како што на пример Ирска, каде што имате училишта што функционираат за 25 ученици, тие немаат капацитет да организираат мобилност. И затоа им дозволуваат некои посредници да ја направат таа мобилност за нив. Каква е во Македонија состојбата? Приватниот образовен сектор е поактивен или државниот? Државниот.
Значи приватниот не е толку активен сега за сега, меѓутоа мислам дека со текот на времето, ако се остварат сите работи за кои што се надеваме дека ќе се остварат, ако благовремено, како што сметам дека ја фативме чекор минатата година, мислам дека ќе можеме да покажеме поголем капацитет. Влегуваме во изборни активности, тоа влие врз вашата работа? Не, не. Кажете ми што ви е приоритетот за 2020 година, последно прашање. Значи 2020 година приоритетите на Националната агенција се секогаш врзани со националните приоритети на државата. Годинава имаме неколку приоритети кои што се надевам ќе ги дефинираме со МОН, бидејќи се уште се во нацрт во моментов, така што се надевам нема да ме држите здраво за готово. Меѓутоа за што зборуваме дека прво дека грантовите треба се делат на училишта во смисла да бидат помали грантовите, да добијат што повеќе училишта. Значи тоа можеби ќе го зголеми товарот на агенцијата, меѓутоа значи базата на корисници ќе ја зголемиме да побајаги. Апсолутно. Луѓето со посебни потреби, тука спаѓаат не само тие кои што имаат потреба од со попреченост, доку исто така и луѓе кои што доаѓаат од сиромашни средини, значи така наречени во програмата кај не се нарекуваат луѓе со помалку можности, тие ќе добијат приоритет. Понатаму иновативните програми, зелените работни места ни се високо на агендата, околу младинската активност и исто така зборуваме за можност за интеркултурната комуникација. Добро, колку се тоа на крајот пари во прашање за годинава? На што се рефлектира, на каков буџет? Годинава, бидејќи буџетот кај нас се програмира согласно овие буџетски рамки, годинава ние нема да имаме поголем буџет голем. Значи ќе имаме повторно околу 10 милиона, меѓутоа не заборавајте дека ние и лани имавме 10 милиона, сушност 8 милиона, меѓутоа донесовме дополнителни 3,5 милиона поради новите акции што говориме за евра. Евра. Така е. Да, за евра. За да не ги така што помешаме јас се во- надевам дека на крајот на 2020 ќе можам тука да седнам по една година деня да ви кажам дека минимум 15 милиона сме донеле. Добро, помеѓу ова седење и тоа седење на крајот, сепак ќе има избори и веројатно и вашата функција зависи од резултатите на изборите. Па да ве прашам, што очекувате да се случи на изборите? Искрена да бидам, мојата функција не зависи од ова. Иако јас имам 5 годишен мандат, факт е дека ако сакат може да ме променат со тоа што ќе го променат, нели? Нормално. Представниците од ова. Јас мислам дека ние немаме каде да се враќаме назад. Гледам само напред. Во мојот случај мислам дека ќе не очекуваат само светли денови. Лидија Димов, благодарам за гостувањето во Утрински брифинг.